Со нас во студиото е господинот Шпатим Латифи, советник во Министерството за администрација и информатичко општество. Господин Латифи, осекогаш ми збунувала овие два термина како може да одат заедно. Што има администрацијата со информатичкото општество? Колку тоа во пракса информатичкото општество влегло во администрацијата, за која сите знаеме дека е конзервативна, нефункционална, превработена, дека дава отпор на сите промени што се однесуваат до дигитализација, до компјутеризација. Како овие два термина се споени во Министерството за информатичко општество и администрација? И што тоа значи информатичко општество во администрација? Така е. Прво благодарам за поканата, поздрав до сите ваши гледачи и за прашањето кое што исто така е интересно и во право сте дека во минатото информатичко општество или информатиката со администрацијата па немало некоја посебна врска или поврзаност. И тоа е целта, една од целите за самото постоење на Министерството, бидејќи навистина тие две работи треба да одат заедно, бидејќи дигитализацијата како процес е неминовен. Дигитализацијата е нешто што мора да се случи како што се случила индустриската револуција пред една деценија или еден век и повеќе. Така што секој отпор кој што се дава кон дигитализацијата однапред е осудена на неуспех, бидејќи тоа значи многу работи. Дигитализацијата не е само користење на компјутерите, тоа е улеснување на секојдневниот живот на граѓаните и на бизнисите кои што функционираат на територија заради што и постои администрацијата. Второ, тоа значи зголемување на транспарентноста на функционирањето на таа јавна администрација и целокупното организирање и поставување на политичкиот систем и се што е јавен сектор. И трето, намалување на степенот на корупција. Вие рековте, дадовте квалификации околу начинот на функционирање на администрацијата, бидејќи јас сум дел од таа администрација последнава година од моето 20 годишно функционирање и работење, така што не би сакал да упатам директни критики можеби кон начинот на функционирање. Вие сте задолжени да направите реформи во администрацијата. Меѓутоа сме задолжени да направиме реформи во администрацијата и тоа секојдневно, поготово можам да зборам за изминатата година од како министерот Етон Шакири е министер за информатичко општество и администрација, каде што навистина се направени повеќе работи кои што темелно, стратешки, законски, но и оперативно активности кои што постигнуваат и даваат резултати од аспект на што би издвоиле тоа? Па можам да издвојам изработката за првпат, бидејќи нашата држава немаше стратегија за државна стратегија за ИКТ, за информацијски и комуникацијски технологии. Тоа е нешто што Министерството за информатичко општество и администрација го работи и таа стратегија е веќе во завршна фаза, значи усвојувањето се чека во следните можеби денови или недели. Со тоа ние ќе имаме точна слика и идеја каде се движиме. И секоја од институциите ги поставува таргетите за дигитализација за 2022 година, за 2023 година и така натаму. Втора работа, која што исто така е многу битно, е изработката на Законот за безбедност на мрежи и информацијски системи, кој што директно влијае и на начинот на имплементација на самата дигитализација, меѓутоа и на безбедноста на самите системи, бидејќи сајбер безбедноста како една од работите која што не тангира и како држава, и како институција, и како членка на НАТО, и текако е важен процес, поготово во последно време имајќи предвид дека сајбер нападите се почести и на наша територија, меѓутоа и генерално во регионот, Балканскиот регион, меѓутоа можам слободно да кажам дека и на ниво на цел свет тоа се случува. Трета работа која што можам да ја набројам е воспоставената пракса и соработка на која што инсистираме како министерство, поготово со останатите органи од државната управа и почнувајќи од министерствата и органите во состав на министерствата, да прво да се направи еден скрининг на нивото на дигитализација во тие институции. Некои се понапред, некои се поназад. Некои имаат развиено електронски регистри, меѓутоа тоа е тоа. Некои имаат развиено некакви електронски услуги кон граѓаните. Имено сакам да напоменам дека сите електронски услуги кои што се даваат
од институциите се поставуваат на еден единствен национален портал, кој што е услуги.gov.mk, кој што се одржува од страна на исто така од страна на МИОА и постојано го надоградуваме бројот на услуги кои што граѓаните ги добиваат, а од сега па натака ќе можат и самите бизниси да добијат електронски услуги, бидејќи за до сега тоа не било возможно. И можам да набројам, ако од тој каталог на услуги кои што има над 1000 или 1300 услуги кои што се даваат од било кој орган од државна управа или целиот јавен сектор ако сакате. И ако начекавме 50 електронски услуги кои што завршуваат со или резултираат со електронски документ кој што граѓанинот може од дома да го добие, вкупно 150 услуги, меѓутоа не сите завршуваат со електронски документ, таа бројка е зголемена за плюс 100 со повеќе министерства, со Министерство за внатрешни работи, со Министерство за финансии, со Министерство за економија, со Министерството за образование и наука исто така. Има доста институции кои што се уште имаат по 0 електронски услуги развиено и тој процес е започнат со наши, меѓутоа и со европски фондови, со ИПА проект, кој што е 3-годишен процес, кој што е започнат во 2019 година. Дел од тие регистри за институциите кои што ги нема се развиени. Самите услуги исто така во тек се развиваат и сигурно дека 2022 ќе биде многу подобра од 2021, која што е пак како последица многу подобра од 2020 од аспект на услугите. Само како последна работа сакам да напоменам, да споделам ви една добра вест со јавноста, а тоа е дека последната недела ние и дадовме решение за регистрација на шема за електронска идентификација со средство за електронска идентификација на високо ниво на сигурност за куќа која што исто така е од Македонија. Тоа е посебно не радува како вест, бидејќи со тоа ние всушност ќе можеме самата идентификација практично на граѓаните кои што ќе се логираат на услуги GovMK или за било која услуга која што ќе ја добијат и од приватниот сектор, например од телеком операторите, банките и слично, да вие не мора за потпишување на договор или за било што да одите на шалтер, туку таа идентификација и потпишување на договор, на било што кој што бара физичко присуство, сега да не мора да бара физичко присуство, туку истото да го направите од дома, од телефон, од пред компјутер. Тоа е тоа улеснување кое што инсистираме со институциите. Да, добро, но дали ова све што го говорите ќе ги намали бројот на граѓани пред шалтерите, бидејќи очигледно од 1300 и нешто услуги што ги дава администрација, 20% од тоа што го кажавте, ако се зголемиле на 300 и нешто услугите да се дигитализирани, сепак добар дел останува се уште на хартија. Зошто е тоа така? Дали има отпор во некои делови од администрацијата, тој процес или е сепак превработен, не е спремна луѓето во администрација да ги прифатат овие промени? Каде е проблемот? Зошто е тоа многу споро? Без разлика на напорите што вашето министерство, додека сте вие до денеска или до кој ќе бидат политички, не знам, во тоа министерство, сте ги направиле како успех. Во Соединетите држави направено едно истражување каде што го испитуваат мислењето на јавноста од што најмногу се плашат. Не знам, од пожар, од војна, од змија, испаднало дека луѓето најмногу се плашат од промена. Да, самата администрација во одредени делови и дава отпор кон промените. Дигитализацијата како концепт понекогаш е и плашлив за луѓето кои што не се доволно дигитално описменети. И тоа оди рака под рака со дополнителните обуки, со тренинзите кои што треба да им се дадат на административните работници, но неприфатливо е да било кој административен службеник ви рече тоа нема да го направам или додека сум јас на оваа позиција, а сме имале такви случаи со одредени институции, ќе се работи на хартија или пак кога почнавме со ковид сертификатите да се издаваат електронски, се случуваше и од страна на полицијата и на граничните премини, и на нас ни се има случајно да ни речат зошто не носите документ потврда, туку ни давате електронски документ, но гледаме дека за релативно кратко време тој менталитет се менува и веќе сите сертификати и по
шопинг центрите кога влегуваме, всушност ги носиме на телефон и тие ги покажуваме и тие се признаваат. Постои закон кој што апсолутно, сосема легално, секој документ кој што е издаден електронски е исто важечки како и документот кој што е издаден од истата институција на хартија. И не постои никаков основ законски, било кој да може да одбие документ кој што е електронски издаден, бидејќи тој е исто така важечки документ. И тој отпор мора да се промени. Ако се говори за дигитализација, дали тоа подразбира можеби реално дека граѓаните сметаат дека секој дома треба да има компјутер, лаптоп за да може тоа да го прави? Можеби тоа малку успорува целата оваа реформа во администрацијата за која што говорите? Не. И тоа е неточен податок од кој што сите помислуваме дека така треба да биде? Не, тоа не е предрасуда за која што... Тоа е предрасуда. Имено, ја мислам дека повеќето граѓани имаат компјутери или телефони, паметни телефони во својот дом или во својот џеп. Меѓутоа, тоа па не невозможува никого не оневозможува да може да извади документ ако нема компјутер или телефон, бидејќи се уште шалтерите функционираат. Можеби кога би ме прашале мене, би презеле некој подрастичен чекор, да се даде одреден временски рок до кога и кои шалтери ќе може да функционираат. А во меѓувреме да се направат сите подготовки, шалтерите да се затворат, бидејќи ако не се затворат, самото незатварање на шалтерите ја успорува дигиталната трансформација и користењето на електронските услуги. Само да напоменам, вечно ќе останат отворени, ако не ги затворите, ќе останат отворени. Ќе останат отворени. Со тоа што тие луѓе нема да останат без работа, секако ќе има за нив работа, нема да бидат отпуштени. Меѓутоа, тоа исто како да поставите прашање зошто постои банкоматот пред банка, кога шалтерот е внатре и некој е тука, или електронското банкарство. Значи сите три опции ги има граѓанинот и ја бира таа која што му е најблиска. И сепак има најмногу гужва пред вратите на шалтерите. Секогаш има најмногу гужва пред вратите на шалтерите и тоа е и со институциите. Затоа со некаков дедлайн за одредени, а ние знаеме точно кои услуги се најчесто барани. Да, постојат над 1000 услуги кои што ги дават. Меѓутоа знаеме дека на пример извод од матична книга на родени, венчани или умрени, државјанство, извод за државјанство, или пак личните документи, лична карта, пасош, патната исправа или возачката дозвола. Се документите или потврдите кои најчесто па се барат и најупотребени се, најбарани се. Така што тука може да се почне со тоа што се дава одреден временски период од неколку месеци, година дена, нека се и повеќе, меѓутоа да се знае кога тие шалтери би биле затворени, а до тогаш сите предуслови да се исполнат. Јас имам често случај да патувам и за Косово, во Приштина, сите овие изводи ги издаваат пред така наречен документомат, машина за документи кој што се издава пред самата зграда на општината или која да институција. Така што еве, за тие што не се дигитално доволно писмени, да може сепак да се оди некаде, да се појде, да се извади документот од пред таа машина, меѓутоа да не мора да се чека редица гужва, бидејќи се намалува бројот, се намалува степенот на корупција и се зголемува транспарентноста, бидејќи чекањето... Во која смисла се намалува корупцијата? Го се спомне, како важен сегмент, бидејќи тоа е еден од приоритетите. Ние знаеме дека доста административни процеси се успоруваат од самата администрација, од самите луѓе кои што се во јавната управа. Некогаш процедурите траат подолго, некогаш се вон законските рокови и скоро тешко дека може било што тука да се измени. Значи се додека се остава на како дискреционо право, иако тоа не е ни дискреционо право, и ќе регулирано со закон дека ако имаш било какво барање поднесено треба да се постапи, меѓутоа понекогаш самата администрација е доста моćна за да може да одлучи вака или така и некогаш и самиот процес е нетранспарентен. И може само да веруваме дека дел од тоа вклучува и корупција. Со дигиталната трансформација, тоа ќе се сведе на нула, бидејќи нема веќе јас да одлучам дали нешто ќе одобрам или не, туку има автоматска процедура која што ако се исполнети условите, на пример Министерството за земјоделство, знаеме дека е една од важните министерства каде што стотици милиони евра годишно се даваат како субвенции.
Меѓутоа имаме 0 електронски услуги кои што се развиени. Министерството за образование и наука годинава почна дел од услугите да ги дигитализира, именно услугите за кои што најмногу се чекаше ред во зградата на Нова Македонија, на приземје имаше редица од 100 и повеќе за време на пандемија да аплицираат за стипендии, да аплицираат за, не знам, сместување по студентските домови и така натаму. Сето тоа веќе е развиено како електронска услуга и тие редици одеднаш ги снема. Така што тоа е... Освен тој дел каде што секој министерство ќе работи, ќе ги дигитализира своите обврски, својата работа, каква е меѓусебната операбилност и како ја нарекувате на поврзаноста на сите министерства во администрацијата за да имаме one-stop shop, како се вика, така да не мора граѓанинот да бара, него по некоја службена должност да ги добиваме работите кога не знаеме што треба да побараме. Така е. Министерството за информатичко општество и администрација исто така го администрира и системот за интероперабилност, кој што систем е токму тоа. Значи тоа е фронт, дескот, шалтерот, каде што преку кој што сите институции комуницираат и разменуваат. По заклучок на влада од септември, мислам, институциите веќе ќе мора да почнат од 1 јули да разменуваат електронски документи меѓу себе. Хартијата да престане да се користи и самите службеници, па дури и министрите да престанат веќе да потпишуваат купишта хартија секој понеделник кога им стигаат предметите, туку напротив сето тоа да биде електронски. Тоа прво ќе намали на трошокот, второ ќе заштеди ужасно многу време и пак ќе ја намали корупцијата, бидејќи секогаш ќе може да се знае каде е одреден предмет и каде чека. И тој што чека, дали е бизнес точно, или граѓан, ќе знае точно каде чека и зошто чека. Ќе може самите раководители да направат проценка каде не им оди добро работата, каде има застој, кого треба да мотивираат повеќе, кого треба да наградат, кого треба да казнат, бидејќи самата што викаме евалуација, merit-based систем во администрацијата нема да биде доволно добар и добро имплементиран, ако всушност не го мериме успехот на вработениот според тоа колку он завршил работа за тоа што постои. Колку од 130.000 условно речено административци, колку овие наши сограѓани се подготвени за дигитализација, за реформите за кои што вие говорите? Морам да кажам дека еден дел, ајде да не речам добар дел, ама еден дел се многу подготвени, се мотивирани, знаат. Значи има дел од администрацијата кој што точно си ја знае работата и знае што треба да направи. Работата е што со другиот дел треба дополнително да се работи за да се мотивира и веројатно тоа е нешто што се наследува веќе повеќе години, може и со децении, закон за работни односи и начинот како се самите административни работници заштитени, а не сакам да не бидат заштитени, меѓутоа треба да се размисли исто така и да се работи по одредени таргети. Бидејќи ако не се исполнува таргетот, како што бива секаде во нормалниот свет, како што бива кај нас во приватниот сектор. Значи, или мора да има резултати, или мора да има промени. Тоа се случува и со самата политика. Со самите влади, ако сакате. Да. Значи, кога нема резултати, влада се менува. Зошто некој административен службеник кој што не дава резултати, упорно останува или па оди нагоре во... Ама не може да се смени, да се избрка од работа. Тешко. Многу е тешко. И уште ова, значи сега сме сведоци на процес на отворен Балкан пред пристапувањето во Европска унија. Ако ние дома не се средиме со ова интероперабилност и дигитализација, како ќе комуницираат државите кои што влегуваат во овој процес од соседството во процесот на отворен Балкан? Така е, апсолутно, се слагам. Со харти повторно веројатно. Значи, отворениот Балкан е нешто каде што Северна Македонија е дел. Вчера се подпиша договорите помеѓу трите држави Северна Македонија, Албанија и Србија. Каде што еден од договорите токму тоа и го вклучува слободното движење на работната сила и како да се олеснат мерките за граѓаните од кај нас кога ќе одат во Албанија или Србија или обратно, да не чекаат 2, 3, 6 месеци додека добијат работна дозвола, бидејќи до тогаш тие треба да дремат во таа држава, а не може да работат. Најдено е решение за тоа и ние и со овие две држави
се надевам дека во скора иднина ќе се придодадат и останатите држави од Западен Балкан. За ние да бидеме спремни, што викате, меѓу себе, да можеме да бидеме интероперабилни, да можеме таа електронска размена, не само помеѓу нашите институции кои што ја правиме, туку да ја направиме и со останатите држави, и тоа да биде на високо ниво, и на безбедност и на сигурност, затоа што не сакаме да ни се случи некој со одреден документ издаден во една држава да имаме сомнежи дека во другата држава нема да биде признат. Тоа е предизвик, беше предизвик изминатите месеци, мако трпно работевме со кабинетот на премиерот на оваа тема. И среќен сум што стигнавме сепак тој документ да го доведеме во финална форма кој што беше одобрен од сите држави и беше потпишан. Да, тоа е еден чекор кој што треба да го направиме, но бројот на услугите кои што ќе си ги користиме со овие две држави е клучен колку всушност таа идеја ќе заживее. Колку повеќе услуги, толку посрекни граѓани, ќе видиме дека дигитализацијата не е вештерка, туку напротив дека дигитализацијата нашиот живот ни го олеснува. Значи, добро, кажете на почеток, мислам дека тоа е добар наслов. Дигитализацијата е фактички индустријска револуција во администрацијата. Така. Ви благодарам на учеството. Благодарам на поканата.